Што ни остана од проектот Скопје 2014, со кој градот доби барокно лице и што да се прави со оштетените објекти платени со народни пари? Меѓу спомениците, институциите, гаражите, мостовите и фонтаните, една триумфална порта, една недовршена црква и повеќе голи фасади кои речиси 10 години по планираниот крај на проектот, зјаат недовршени и неизвестно е дали на сите ќе им дојде некогаш редот. Македонскиот народен театар беше готов уште во 2013, но до денес се спори квалитетот на градба. Не мора да чекате нешто да падне за одблизу да го видите составот. Примероци има насекаде. Од овој парапет јасно се гледа дека навидум елементите треба да наликуваат на камен, природен камен, но тие практично се направени од некои композитни материјали, нели стиропол, овој некој лесен бетон и после обложени со некоја си боја. Во архитектонскиот израз треба да си искрен пред се во искористувањето на материјалите, вели Мехмети. Ако не си, ваквата слика е очекувана. 8 години по отворањето и повеќе помали протекувања помеѓу, нешто што наликува на хорор сцена. Во 2011-та, дождот ги победи таваните на објектот, чија изградба чинеше околу 34 милиони евра народни пари. Повеќе пати се правени санации делумни, како од изведувачот, така и од неговите подизведувачи. Дел од нив претпоставам дека беа и во рамките на гаранцијата која што следи со објектот, меѓутоа ниедно од тие зафати не го реши проблемот во целост. Дождот е непријател број 1 и на државниот архив. Меѓу едни од најважните документи од македонската историја се кофите и џогерите. Со нив се собира водата по секој пороен дожд. За објектот на левиот брег на Вардар, каде освен архивот е сместен и археолошкиот музеј и уставниот суд, беа потрошени 42 милиони евра. Некој некогаш кажал дека овде не треба да се гради, но не бил послушан, вели Мехмети. Уште од постземјотресно Скопје, нели најдобрите геолози и експерти укажува дека не е добро тло за градење на објекти, но ете, ние оваа генерација испаднавме по паметни, би рекол, и ги изградивме овие објекти кои што очигледно сека имаат проблеми за нивно функционирање. Плоштадот за среќа нема покрив за нешто да протече, но за него граѓаните имаа што да кажат на протести организирани од граѓанското здружение Плоштад Слобода. Сакаме Александар Македонски, сакаме плоштад на плоштад. Ако го замислиме Скопје како куќа или стан, главниот плоштад би бил неговата дневна соба. Ако некој од страна доаѓа и седи во таа дневна соба, односно во оваа наша дневна соба, ќе разбере дека тука само еден има збор и само еден кажува како треба таа соба да изгледа, и тоа е резултат на таа интервенција од Скопје 2014, што сите објекти треба да се еднолични и не го отсликуваат реалниот живот на градот. Претходната влада одлучи дека објектите ќе постојат. Оваа ги остава институциите сами да ги решаваат очигледните проблеми. Во меѓувреме, недовршените градежни работи и голите фасади го грдат лицето на градот, а од актуелната власт нема иницијатива за тоа што да се прави со постоечките и недовршените објекти. Градбите и оштетувањата се веќе тука, а народните пари за нивна изградба потрошени. И сега што? Во дискусиите во јавноста некои велат дека е најдобро да се урне се од корен. Јас не сум поборник на тој концепт за рушење на објектите, едно што финансиски тој не е издржив за нас како општество, нели коштало градењето, кошта и рушењето, па допрво да се гради, тоа е дополнителен трошок. Објектите би требало да останат за да бидат лекција за тоа како не треба да се гради, но да се трансформираат, а интервенцијата на постоечки објекти за тие да се реупотребат е тренд во светот, посочува архитектот. Штом се гледа дека тој објект се распаѓа и не е веќе функционален, по редот на нештата би требало да се организира архитектонски меѓународен, би рекол, конкурс, каде
повиканите и најголемите умови може да се повикаат и да дадат решенија. Посакувам и верувам дека ќе собереме сили да сепак гледаме на иднина, а не да се свртиме назад. И решението да го бараме таму.